И покрај тоа што веќе десетина години во строгиот центар на Скопје паѓаат плочки од фасадите на зградите, решение за проблемот нема. За нова фасада ниту станарите имаат пари, ниту надлежните слух за опасноста која буквално им демне над главите. Ова 40 години и две сме више во оваа зграда. А плочките од кога паѓаат? Па 10 години сигурно. Многу голема опасност. Јас кога поминувам со внуката, стално гледам нагоре да не се случи нешто, а може на секој да се случи и мене, а не само на внуката. Затоа викам, овој многу е голема опасност, верувајте. Јас не знам кушни особи што ќе прави. И ми паѓаат стварно, деца проваѓаат од школа. Иако по примерот на Карпош и центар ќе реконструира фасади на десетина стамбени згради во небарокен стил, опасноста на објектот не е критериум за изборот. Може да конкурираат само по старите згради со лоша термичка изолација, каде најголем дел од станарите ќе се согласат да си купат нови врати и прозорци. Зградите од кои паѓаат опасните плочки не влегуваат тука. Значи, и ако конкурираат, ќе треба стручњаците да излезат, градежните инженери да излезат и да видат како овој акционен план за енергетска ефикасност може да се примени таму. Значи, претходно на тие оштетени фасади над кои се одлепуваат плочките, треба топлински да се заштитат, затоа што тоа е намената на овој фонд, а потоа да се заврши со она фасада со која веќе таму се изведени, односно тие плочки. За едни мајка, за други маќа, коментираат станарите. Надписот со години предупредува. Граѓаните прашуваат до кога. За тендерот за нови фасади ќе се потрошат 30 милиони денари општински пари.